Ситуацијата во која што се наоѓаме како скромнирство денес има корени. Треба да видиме како стигнаме до овде, односно тргнаме. Тргнавме од тој систем во кој новинарите беа уштистени политички работници во истиот ден како и политичари. Нивната улога беше пропагандистичка. Тие требаше да мотивираат режимот. Тоа што се случува со проблема едната партија. И тука завршуваше името. Кога партијата ќе посочеше некој за остран, кој е први стапува на сцена. Кој ќе кажеше овие тоа се попалат, и се тука да го иницијаат. Од таа позиција на мегафони поминаат 20 години, за да кажеме дека земјата е полезна да се врне повторно новинарство главно, може на 90% од медиумите да се сведе на иста полуга. Обществено-политички работници, односно мегафони на актуелна агенда. Тие 20 години новинарството е следеше судбината која што никош не се обиде да ја промени, да биде послушник на политичките гарнитури, кои што се менуваа, но суштински ништо не промениваше. Затоа што очигледно потенцијалот на политичките елити соодветствува на потенцијалот на граѓаните кои што ќе избираат, кои што многу малку комбинирано по-слободно. Елитите продолжија да се однесуваат политичките елити као во комунизмот, на истиот начин да ги третираат новинарите, што беше возможено од начинот на кој што се приватизираше општествениот капитал во земјата, кој што природно беше поддржан од тогаш ретките медиуми во Македонија. И практично до 93-та, мислам дека е една телевизија, кога се појавува, чиј собственик се занимаваше со сосема друга дејност, а медиумите подоста разбравме од собственикот на каналите дека благопријатно влијаат на другите бизнеси. Многу загадочно, ствари сосема јасно. Најчесто се следуваше улогата на собственикот на медиумот коруптивен аранжман со актуелната власт, низ слоганот сокривам или афирмирам две информации за езентенија. Дури во 95-та година, после неуспешниот добив на Република, има дело, као виделник, се појави медиумниот фокус, кој што го основавме една група новинари кои што сметавме дека треба да се проба барем критички да се обсервира јавност. Ова е стварноста. Дека треба да се преиспитува она што го гледаме. Дека треба да се излезе од таа пропагандистичка одежда која што новинарството имаше толку време. Тоа беше ужасно тешко. Затоа што владееше монополот на двата дневни вестника Нова Македонија и Вечер. Нивните неделни изданија, кои што имаат печатница, собствена дистрибуција и апсолутно не остава простор на пазарот да може да се слиша слободно. Од друга страна, гарнитурата на власт правеше се да го компрометира обидот. Вестникот да се однесува на начин на што беше замислен. Разни обвинувања,
непрофесионално, жолт печат, рекетари, што се не си наслушавме. Од гарнитурата која од 94-та немаше ни политичка опозиција. Значи, ако сето това постоело, тоа ще го документирате било много место кој е напад. Во Македонија такви работи се дел само од спекулациите, да се дисквалификуваат луѓе, медиуми, новинари, а никош да се истера вистината на видео. Овде обично се завршува на класика. Дури 96-та година се појавува Дневник, кој што точно иска своја дистрибуција, дистрибутивна мрежа, че човек мора да прави своја дистрибутивна мрежа, пашка, за да може да има дневен вестник. Но обидот да го срушат монополот на Нова Македонија вечер, успеа дури кога отидоа со цена 6 пати пониска од цената на Нова Македонија вечер, на нивните стани. Тоа после наметна други проблеми, проектот не би успеа. Меѓутоа долго време вестниците стоја на 10 денari, кои што апсолутно не овозможуваат да функционират економно на пазарот и нужно ве водат да бидете нечи клиент. Дали на бизнис олигархијата, ново создадена, или на актуелната гарнитура, што тогаш не беше многу различно. Таа политичка гарнитура ја создаде таа гарнитура. Потоа почна да се создаваат нови телевизии, чии собственици исто така се занимаваат со други бизнеси. Телевизиите нели им стана благопријатно средство за раст на другите бизнеси. Еден од нив председател на партија, другиот со тек на време кој стана председател на партија и ги менува коалициите као чорек. Која коалиција ќе доеше на власт, левица и десница, они беа принудени практично да бидат во симбиоза со нив, затоа што имаше многу основи да бидат оценувани заради благодетите на благопријатноста на нивниот медиум и другите бизнеси. Стигнавме лека по лека во крокијата на ситуацијата што го днес назвика надолу до има периоди. Стигнавме до 2006 година, каде што доаѓа големиот политички маг на пропагандата, актуелниот премиер, кој што реши да направи Џандар Дил. Се е веќе доволно компрометирано од собствениците на големите медиуми, знае колку е тоа се алчно, колку е лесно откупливо, но сваќа дека не треба да ги остави од бизнисот да ги црпат парите, туку би било најдобро тој да биде најголемиот огласувач и така да ги има со себе. И во политичката коалиција, во владата, на располагање секој. Од 2007 година до денес, мислам само во 2 години, владата е втор поред огласувач. Веднаш после интернет. Ние, што е најтрагично, не знаеме колку пари одат за реклама. Имаме влада која што смета дека не е обврзана тоа да го соопшти. Таа ве упатува кога ќе добарате таква информација, ве упатува на агенции. Агенциите да ви кажуваат колку чинат. А одете ние сега од агенција на агенција, а 3-4 се омилени, па сметете да што каде оди, а на крај па соберете од сите министерства што се рекламираат посебно, од јавни предпријатија, од општини, од чуда и така. Кога се случи падот на АЕ? Кога собственикот на телевизијата одби да ја поддржува политиката на актуелната влада. Тогаш почнаа проблеми. Да продолжеше како и до тогаш да ја поддржува политиката на актуелната влада, тој денеска исто ќе беше угледен бизнисмен и моќен медиумски собственик.
Тој самиот во интервју непосредно пред објавувањето кажа дека со парите од државната реклама, државните реклами, владени, се покривале обршките на партијата на власт при изборните кампањи. И тоа никого не заинтригира до доволна мера да се предизвика критичката свест во општеството, да кажат дека ова вака не може да помине. Например, се дозволи апсење на собственицот, потоа се дозволи пад на телевизијата, пад на неговите вестници, што исто така е дел од целиот тој нерегулиран пазар медиумски во земјата, да може да има човек и национална концесија, односно телевизија и печатени медиуми, што беше само кулминација на претходните нерегуларности, каде што беше доделена концесија на председател на партија, а потоа беше дозволено монополизирање на печатот преку купувањето на ВАЦ на трите дневни вестника, кои што во тоа време се очинува веројатно 98% покрива од пазарот. И сега доаѓаме до ситуација каде што економијата е на колена, каде што собствениците, моќни бизнесмени, имаат сите своји медиуми за на некој начин да се пазарат со владата. Владата на све ќе штеди, меѓутоа на колача реклама нема да штеди. Ќе продолжи да ги купува тие што сакаат стварно, а тие што не сакаат ќе биде со лошо, односно со секојдневни судски процеси, така што ние ги имаме да решиме. Нас во месецот веројатно 5-6 дена главниот уредник, новинарите се судови и тетите исти луѓе, и што е најинтересно, тие ве тужат, а тие не доаѓаат на спорот. Траѓаат адвокат за да каже дека он е на службен пат. Еднаш прашав судиката, ја дојдов, служителот го немаше, дали постои некој кривично дело организирано малтретирање на народ? Ти нон-стоп не викаат на судовите, а нив никаде ги нема. Казните се драконски. Јас сум носител на казна од највисок степен во Југоисточна Европа, 52.000 евра, платив на двајца, тогаш едниот премиер, бивш, а другиот активен председател на држава. Но за жал, тогашното Сдружение на новинари до последен момент размислуваше, гласаше на крај најпосле одлучи исправно да не прифати половина од казната, што јас му исплатив на председател на државата, тој на ните и го донира. Значи, тие се сведоа на хуманитарна организација, тоа што има потреба од помош, од пари, од председател, заработени во судски спор, кој што знаеме како беше скандалозно, кој што нема право нито да му поставам прашање, ни на председателот ни на Вишниот трибунал. До последен момент размислуваа дали да ги земат. И денес сите тие се кајат, имаше и јавни ликувања, и од новинари, и од угледни професори. Не сватија дека мечката брзо ќе заигра на нивната врата, ќе тропне, а стапот игра по нивниот грб. А кога се случи во првата следна прилика, актуелниот премиер да го казни еден од академските од професорите со 30.000 евра, да каже дека изгледа не требаше да ликуваме кога тоа му се случуваше. Но веќе беше брзо. Пандорината кутија беше отворена. Казните беа драконски. Новинарската несолидарност го даде резултат. Власта
свати дека со пари, со драконски казни, со судски малтретирање ќе го врши справувањето со оние кои што не сакаат да бидат подкупени, односно оние што сакаат да станат политички настроени. Значи, ова беше веројатно малку подолго, меѓутоа чувствував потреба да кажам малку за генезава има тука да се дискутира многу. За да знаеме од каде тргна се. И благодарам на вниманието, што задоволство се.